Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за производство на оцет. Нормално сите сте запознаени со што е тоа оцет, сте го виделе, сте пробале, но во ова видео главно нели ќе се задржиме на производството. И да започнеме. Оцетот е всушност продукт на ферментацијата на алкохол во оцетна киселина. Оцетна киселина е главната компонента на оцетот. Значи имаме алкохол кој ферментира под дејство на оцетни бактерии, кои се нарекуваат ацетобактер. И се добива оцетна киселина, која е главната компонента на оцетот. Сега, самото име на оцет, барем англискиот збор, vinegar, всушност потекнува од два латински изрази, вин, што значи вино, и аигар, што значи кисело. На некој начин тоа е всушност скиснато вино, како расипано вино, бидејќи така првично и го се верува дека го откриле оцетот. Било вино кое се расипало, отсетиле дека е кисело и почнале да го користат и тоа всушност било на некој си начин оцет. И се верува дека оцетот е познат се уште од која се откриле алкохолот, некаде пред околу 10.000 години. Сега, иако главната компонента на оцетот е оцетната киселина, ние не можеме да измешаме чиста оцетна киселина плюс вода и да ги добиеме истите органолептички карактеристики на оцетот, значи исти вкус, мирис и други хемиски физички карактеристики. Значи тоа нема да се случи. Ние мораме да користиме некој алкохолен пијалок, например вино. Така, значи во виното ти немаш само алкохол и вода. Така, значи виното не е само алкохол плюс вода. Така, во виното има многу други молекули кои даваат карактеристичен вкус и мирис на виното. Па тие други молекули исто така ќе бидат подложни на овие процеси на ферментација и различни хемиски процеси, така од различни микроорганизми, не мора да бидат само од овие ацетобактер, така што и тие други молекули многу придонесуваат за карактеристичните органолептички својства на оцетот. Вред, значи ние мораме да користиме алкохолен пијалок за да добиеме оцет. Не можеме да мешаме само оцетна киселина плюс вода, или не можеме да ставиме само алкохол и вода и да очекуваме бактериите дека ќе ни дадат оцет. Вред, значи не може така. Оцетот, значи освен оцетна киселина, тие други молекули кои главно придонесуваат за вкусот, мирисот и другите карактеристики се следниве. Значи имаме јаболкова киселина, лимонска киселина, сукцинатна, млечна, етилацетат, оксидиран алкохол, ацеталдехиди, фосфати, хлориди и многу други иони. Значи не е само оцетната киселина, нормално има и многу други молекули, но овие се тие главните кои ги сметаме дека се потребни за да се добие оцет. Во ред, зашто се употребува оцетот, значи дамнешна употреба, односно порано се користел како зачин за храна, зашто се користи и денес за третман на рани, за различни видови болести, чуми, тени, изгореници. Дури јас се сеќавам кога дете некогаш ми даваа да пијам оцет, не знам колку помага, но окей, за проширени вени се користи за општо средство за чистење, значи како да се забрише нешто, да се стерилизира на некој си начин, бидејќи сепак киселина колку толку стерилизира, но и алкохолот стерилизира исто така. И на крај било корисно дури како козметичко средство. А денеска со времена употреба главно ли се користи за салати, значи се користи за правење на салата, така како дресинг се употребува, се става на различни сирења, на различни салати, се употребува за подготовка на некои сосови, во некои рецепти, и се користи дури и за правење на зимници, така за кога имаш некој зеленчук, треба да се одржи, бидејќи киселината ја намалува пеха и микроорганизми потешко да се развијат. Значи се употребува за зимници, салати и слично. Значи се уште и денеска има употреба, иако не е толку сеопфатна. Сега, оцетот е всушност продукт на две ферментации. Што мислам со тоа? Значи, првично започнуваме со шеќер. Вред, значи започнуваме со некое растение кој има плод кој е богат со шеќер. Значи имаме шеќер. И шеќерот подлежи на ферментација од страна на квасци. Значи, имаме квасци. И се добива алкохол.
Потоа тој алкохол подлежи на ферментација, како што спомнавме, од страна на оцетни бактерии, значи ацетобактер, и се добива оцетна киселина, која ќе бележиме нека биде со некоја бледо портокалова боја. Значи оцетна киселина. Имаме значи две ферментации. Прва ферментација, така и втора ферментација. Сега, зависно од кое растение и под дејство на кои квасци добиваме каков алкохолен пијалок, ќе добиеме различни видови на оцет. Значи, најчесто се користи, нели, грозје како извор на шекер и под дејство на квасец Saccharomyces cerevisiae, но и некои други квасци кои лично се автохтони за самото грозје, ќе се добие вино. Така, значи, ќе се добие вино и од тоа вино се добива вински оцет. Вред, но во некои земји каде што можеби грозјето не е толку застапено, например некои источни земји како Јапонија, Кина, тие имаат користено ориз и всушност од ориз како извор за шекер, со квасците кои го ферментираат оризот, се добива одреден оризов алкохолен пијалок, не е толку битно, но се добива оризов оцет. Во ред, има некои земји, Малазија, каде што користат ананас. Значи, они користат ананас, што е многу интересно. И се добива ананасов оцет. Значи, на тој принцип работи, односно имаме многу различни видови на оцет. Тоа сакам да потенцирам. Значи, нема еден вид на оцет, има различни видови на оцет. И самите дома знаете. Вие сигурно се слушнале за вински оцет, јаболков оцет и алкохолен оцет. И сега малце ќе продискутираме за најразличните видови на оцет кои постојат. И сега ќе ги продискутираме различните видови на оцет. Прв на листава е јаболков оцет, сигурно сме запознаени со него, и тоа е оцет кој се произведува всушност од ферментиран сок од јаболка. Значи, взимаш сок од јаболка, тоа е пон со шекер, од него се добива алкохол од јаболка и после од алкохол нели се добива јаболков оцет. Но овдека не во некоја класификација влегуваат сите оцети кои се прават од незрнесто овошје. Нареден е вински оцет, кој главно се произведува од вино, но овдека може да се стават сите оцети кои се произведуваат од зрнесто овошје. Ама главно виното, нели, од грозјето се прави вино и од виното се добива вински оцет. Имаме оцет со слад, кој може исто така се нарече пивски оцет, бидејќи се добива на некој си начин од пиво, бидејќи овој оцетот со слад се произведува од слад од јачмен. А од овој слад од јачмен всушност се произведува пиво, така што би можело овој да го наречеме пивски оцет. Во ред, но сепак зависи како ќе го сретнеме во различна поделба. Имаме оцет од шекер, иако сите оцети се на некој си начин од шекер, каде што се става гроздов шекер, суво овошје, но може да се додаде нели и екстра онака вештачки да се додаде шекер, за зголеми концентрација на шекер да се добие повеќе алкохол и ќе се добие оцет од шекер кој се нарекува. Имаме алкохолен оцет кој сме го сретнале и тој всушност се добива од дестилиран алкохол, бидејќи нормално кога се произведува некој алкохолен пијалок, квасците кои го прават алкохолот, они треба да преживеат во самиот алкохол кој го прават, бидејќи знаеме дека и алкохолот ги убива. Така што они најчесто, например кај виното, стигаат до 12% алкохол, така што до толку можат да живеат, ако се зголеми концентрацијата на алкохол, они почнуваат да умираат. Епа, за да добиеш поголема концентрација, поголем процент на алкохол, мора да вршиш дестилација, така? И така се добива ракија, водка и слично. И од тој дестилиран алкохол, сега можеш да правиш оцет и се добива алкохолен оцет. Имаме некои посебни видови на оцети, како билни оцети, каде што всушност се меша винскиот, се додаваат плюс некои растенија во него, некои зачини и некои други работи. Имаме овошни оцети кои се прават од различни видови на сокови од овошје, така, и може да се мешаат нели со други. Оцет балсамико, не знам мој каков е, но еве пишува традиционален оцет балсамико од Модена, Италија, од бело и сладко, некој си вид на грозје кој посебно се прави на некој си друг начин. Имаме
црвен вински оцет со малина, суша се оцет со вкусна малина. Имаме некои други посебни оцети, например оцет од кокос, што интересно е вака на прв пат кога би се сретнал, шекерна трска, чести во Индија, Филипини, Индонезија, и оцет од урми, кој е популарен во Средниот Исток. Значи не се само овие оцети кои нас одека ни се познати на нашето подрачје, постојат и многу други видови на оцет во останатите делови од светот. Но главно, нели, ако имаш плод од некој растение кое содржи висока концентрација на шекер, можеш да направиш оцет од него. Исто можеш да направиш и алкохол од него. Сега ќе спомнеме нешто за оцетните бактерии кои учествуваат во овој процес. Вред. Нормално во дамнешни времиња кога создавале оцет, они не знаеле што всушност се случува, но приметиле дека на површината на алкохолниот пијалок од кој го добивале оцетот се составала една превлака, како еден слој кој бил од некој густ вискозен материјал. Например, дека ќе бележи едно црвено вино и се создавал еден вискозен слој. И они тој слој го крстиле микодерма, што значи вискозен слој, така како кожа, кожинка, како превлака. Значи микодерма. И подоцна сватиле дека тоа е всушност произведено поради процесот на ферментација од бактериите кои се наоѓаат во дадениот алкохолен пијалок. Иако тие се наоѓале во вино, ги нарекле микодерма вини, додека ако се наоѓале во пиво, ги нарекле микодерма ацети. Подоцна решиле да ги прекрстат, да не бидат микодерма, него да бидат ацетобактер, бидејќи крајниот производ што се добива е всушност оцетна киселина и затоа соодветно ги крстиле бактерии кои прават оцетна киселина ацето, така што ацетобактер, значи името се сменило во ацетобактер. Родот на бактерии. Сега овдека нормално имаме различни видови на ацетобактер, бактерии, подочно у микробиологија се нарекуваат соеви, и главно сите си имаат улога, освен еден сој кој се нарекува ацетобактер ксилинум, значи само тој ацетобактер ксилинум не се употребува, дека главно сите други соеви на ацетобактер родот се употребуваат за производство на оцетна киселина, односно на оцет. И нормално во индустрија ти сакаш да добиеш што поголем приход, така што треба да користиш соодветен сој, зависно кој алкохолен пијалок, нели го користиш за производството на оцет. И бактериите кои ги користиш, овие оцетни бактерии, треба да исполнуваат некои карактеристики, односно особини. Треба да ти даваат што поголем принос на оцетна киселина во однос на тоа колку, нели, алкохол користат. Значи да користат помалце алкохол, а да за тој помалце алкохол да даваат повеќе оцетна киселина. Вред, че даваат поголем принос во однос на помало користење на хранливи материи и на алкохол. Логично. Исто така сакаме да не вршат оксидација на оцетната киселина, така да нема оксидација на оцетна киселина. И сакаш да бидат релативно отпорни на повисоки концентрации на оцетна киселина, бидејќи не сакаш да ја направат 2% оцетна киселина и да умрат од самата оцетна киселина. Значи толеранција на висока концентрација на оцетна киселина. Вред, значи тие се некои од главните карактеристики кои треба да ги поседуваат дадениот сој на бактерија, ова оцетна бактерија која ќе ја користиш, нели, во производството. Постојат главно 3 методи за производство на оцет. Првиот е Орлеанс метод, кој исто така се нарекува спор метод. Имаме метод на процедување, кој се нарекува брз, и имаме субмерзен метод, односно потопен, значи submerged. И првично ќе го разгледаме методот на Орлеанс. Орлеанс методот главно се употребувал во некое место кој се нарекува Орлеанс во Франција, и овој метод е исто така наречен и спонтан метод. Зошто? Бидејќи виното се оставало во отворени бочви.
Така, значи ја дека бури ја нацртав, но окей, значи имаш вино и го оставаш во отворено буре, односно бочви, значи не е затворено, него е отворено, на тој начин што бактерии, овие оцетни бактерии од атмосферата, така ќе навлезат во виното, но исто така се додавало и дел оцет од претходно подготвен оцет. Значи се додава и оцет, обележено со портокалова боја, значи оцет, ова беше вино. Вред, значи се додава и дел оцет со цел да се отпочне ферментацијата и плюс оцетот користи како инокулум на бактерии, бидејќи во самиот оцет ги има овие оцетни бактерии кои останале од претходно, така што се додава оцет, некои бактерии доаѓаат од самата атмосфера и се остава дел да биде покриен со сам 2/3 се полнат. Во ред, значи дел треба да има и воздух, бидејќи бактериите се аеробни бактерии. Потребно им е воздух, кислород, главно со цел да може да го вршат процесот на ферментација. Ако нема кислород, едноставно ќе изумрат бактериите и нема да се случи ништо. Значи се полни околу 2/3, така че 2/3 треба да е околу полно, 1/3 треба да имаме воздух. Океј, значи 1/3 е воздух. И се остава тоа така некое време и после некое време ќе се направи еден дебел слој, тој густиот слој што го забележале уште порано, од бактерии. И овој дебел слој во англиската литература некогаш се нарекува mother of the vinegar, као мајка на оцетот. Во ред, е нарекува така како слузаста, алгеста материја. И процесов иначе трае околу 5 недели. Значи после 5 недели од ова вино и дел од оцет ќе се конвертира виното и главно скоро целосно во оцет. Значи ова трае еднакво на 5 недели. Во ред. Сега, после тоа време се вади околу 20% од оцетот и се става ново вино. Сега како би изгледало тоа? Значи има тука како отвор. Така, значи има отвор и се вади дел од оцетот. Вред, значи од доле, не се вади од горе, бидејќи не смееме да го оштетиме тој слој на бактерии горе што е. Значи се вади од доле околу 20% од волуменот. Така 20% од волуменот и се додава ново вино. Сега новото вино повторно не смееме да го истуриме од озгоре така непажливо. Се става со некаква инка или пак може како со едно цревце се става внатре во вака ќе бележено со сина боја, може да се стави вака внатре, така што многу пажливо да не се оштети многу слојов и се става вино. Вредно, значи ново вино се става. Така што сега и тоа ново вино кое ќе биде колку што сме извадиле оцет, толку ќе ставиме сега и вино. Значи 20% од волуменот. Во ред, значи колку што сме извадиле оцет, толку ставаме вино. Сега тоа ново вино исто така ќе биде конвертирано, бидејќи сега овдека имаме многу бактерии. Во ред, значи сега ние овде имаме многу бактерии и тоа ново вино сега што сме го додале, исто така и тоа ќе биде конвертирано. Во ред, и после тоа го повторуваме. Пак вадиме новиот оцет, ставаме ново вино, вадиме оцет, ставаме ново вино и постојано си тече процесот. Сега овој процес има проблем еден. Проблемот е да многу често доаѓа до потопување на овој слој од бактерии. Така, значи, овој слој, ако се потопи, така, едноставно на долната страна од бурето, или бочвата, ќе нема кислород, или ќе има многу малку кислород, ќе стане анаеробно местото и бактерии ќе почнат да изумираат и ќе го расипат целиот оцет. Вред, значи, целиот оцет ќе треба после да се фрли. И тоа е проблем, бидејќи процесот ќе треба сега од ново да започне, а требаше 5 недели за да стигнеме до тука. Значи, со цел тоа да се случува, значи тоа е еден проблем, ако потене тоа е проблем. Вред, не сме да потоне зашто нема кислород. Океј, значи нема кислород и се расипува и ќе треба да се фрли. Со цел тоа да се избегне, некои предложиле да се стават овие бактерии на како дрвени сплавови, значи одека е вака бележно некако со кафена боја, како сплав од сламки или нешто слично, со цел бактериите да останат погоре, така да останат на површината, а не тонат толку тој слој да остане. Така што ако останат горе ќе
имаме поголема успешност. Но како и да е, овој процес е сепак спор и ова е една од првите методи кои се користат. И освен тоа што е спор, го има овој проблем, или што рековме со бактерии кои може да потонат. А и да не беше тоа проблемот, имаме околу 85%, 70 до 85%, така да има 70 до 85% добивање на оцет од алкохол. Така, например, сега карикирам, за секој 100 молекули етанол добиваме 80 молекули оцетна киселина. Вред, значи сега не навлегуваме химијата, не е баш така, но поентата ми е нема толку добар принос. Значи има 70 до 85% принос, што е понизок во однос на другите методи. Океј, значи тоа беше главно за Орлеанс методот. Нареден е методот на процедување или пак наречени брст, во кој имаме еден сад кој може биде од метал, нерегисувачки или пак од дрво и главно изгледа на следниот начин. Че вака ќе направиме еден сад, има тука отвор од кој се става ново вино, исто има и отвори тука низ кој влегува воздух, но во помала мера. Доле имаме отвор низ кој ќе влегува воздух и имаме отвор низ кој ќе си оди, нели, оцетот кој ќе го добиеме. Најголем дел од овој сад е всушност покриен од порано биле како дршки од гроздовите, но може да бидат најразлични дрвени струганици и некои други, нели, парчиња кои што служат како филтер на некој си начин. Вред. И тие зафаќаат најголем дел од просторот. Иначе овој сад всушност се нарекува ацетатор. Во англиска литература го нарекуваат acid generator, всушност ацетатор како место каде што се формира оцет, така оцетна киселина. Имаме исто така и пумпа, така која го меша виното. Сега не знам како да нацртам, нека биде како вака тука дека имаме вака и ко пумпа, ко пропелер, замислете си, кој се врти така и го меша виното. Овде имаме ко вино, нормално ги имаме и бактериите. Вака, имаме вино, од тука нели се става ново вино. Имаме овдека исто така отвори низ кои излегуваат дел од гасовите, меѓу сепак потребно ни е и воздух, ова е аеробен процес. И плюс дел од гасовите кои ќе се ослободат, ќе треба да излезат од тука. Сега ова е исто така екзотермен процес, така што многу се загрева ацетаторот. Имаме регулатор всушност на топлина кој се наоѓа тука некаде на врвот и тој всушност зима дел од виното и го внесува во него, поминува низ колона која е со ладна вода и се прска назад. Значи замислете си го како на следниот начин. Вака имаме нешто кое тука од страните, некаде вака замислете си дека зима вино како пумпа, се качува виното и поминува низ оваа тука колона која е од страните со ладна вода и како што поминува се лади и повторно се прска назад. Вред, значи тоа е регулатор на температурата и температурата треба да биде околу 25 до 30, 29 до 35 степени. Значи, ева, ќе бележиме дека те треба да е 29 до 35 степени Целзиусови. И оваа температура всушност се одржува со помош на термометри кои се поставени на различни локации. Да речеме, овдека еден термометар, тука еден термометар, тука еден термометар, кои се поврзани со компјутер, така, значи они поврзани со компјутер, PC, кој праќа информации колку овој регулатор на температура треба да ја лади смесата, така. Океј, се праќаат информации и се регулира температурата. Мешалкава постојано врти, се прават се меша смесата, се добиваат и некои гасови кои излегуваат низ овие овдека отвори. Вред, значи гасови излегуваат. Нормално треба да се додава постојано и нов воздух, новиот воздух се додава од доле. Така значи се додава од доле, се додава воздух. И бактериите, нели, кои овие оцетните главно се задржуваат во овој тука регион, кај рачките, кај филтерот, но и тука ги има така и како што си поминува низ овие
струганици од дрво, често се нарекуваат, гранчиња од бреза, од гроздови, слично, се добива на крај, нели, оцет, кој заминува од посебен отвор. Не е тоа постојано, значи се пушта оцетот да истече на дадени временски периоди и се додава ново вино и така постојано тече процесот, значи е семи-континуиран. Ке се собере вино до одреден волумен, ке се испушти, мислам ке се создаде оцет, грешка, создаде оцет до одреден волумен, ке се испушти, па ке се додаде ново вино и така постојано. И приносот овде е околу 92%. Нели, во претходниот Орлеанс беше до 80 и нешто, тука е 92% и времето е неколку дена. Значи за неколку дена се добива целото вино што би го ставил, би се конвертирало во оцет. Значи времето е многу пократко во однос на претходниот. Претходниот метод беше 5 недели, а овдека имаме неколку дена. Така, значи во ред, значи многу побрзо. И последен кој ќе го разгледаме овој субмерзен метод или пак уште можеме да спомнеме дека имаме субмерзни ацетатори. Всушност во субмерзниот метод, како што ни кажа самото име, потопен, бактериите се наоѓаат потопени. Во ред, значи не се наоѓаат на површината. Сега бидејќи спомнавме дека ова е аеробен процес, треба во кислород, значи тоа значи треба да има многу добра аерација, многу добро мешање. Во ред, со цел да не ни умрат бактериите. Значи кај субмерзните методи, односно кај субмерзните ацетатори, имаме многу зголемена, односно многу подобра аерација. Вред, има повеќе мешање. И поради тоа имаме поголем раст на бактерии. Односно имаме поголема продукција на оцет. Поради тоа треба постојано побрзо да се отстранува, односно за пократок временски период добиваме доволна количина на оцет. Така, значи, те е по-ниско, бидејќи добиваме повеќе оцет. Но ова троши пак многу струја, значи троши многу енергија, и некои сметаат дека можеби не е толку ефикасно, бидејќи троши многу струја, со цел се ова да се одржи, али сепак во најголем дел од оцетот што се продуцира е со помош на овој субмерзен метод. И еден од ацетаторите кои се користат се нарекува Фрингов ацетатор. И тоа е овој овдека што го гледате сликата, значи ова е Фрингс ацетатор и има прилично сложена структура, градба, тоа е веќе овакво инженеринг како е всушност изграден, но просто објаснето е, значи метален сад од нерегисувачки челик, има како ротор, нели, како перки кои се наоѓаат на дното, кои го мешаат целиот волумен. Нормално треба да имаме многу добро мешање. Имаме како цевки кои поминуваат вака кружно околу целиот ацетатор, кои носат ладна вода. Океј, значи во нив влегува вода ладна. Значи само ја ладат средината, бидејќи имаме многу големо зголемување на температурата, бидејќи имаме многу екзотермални процеси, бидејќи имаме многу бактерии и така натаму. Значи треба да имаме многу добро ладење, затоа имаме вода која циркулира и се излегува надвор, така таа не влегува во смесата, него има цевки низ кои поминува. Овдека имаме всушност на самиот овој ротор, имаме како цевка низ која доаѓа воздух. Значи има како воздухот влегува тука и као што поминува надоле, као што се врти, се аерира на некој си начин многу добро околината. Исто и медиумот, односно виното, или кој да е алкохолен пиелок, доаѓа од таму и као што поминува, некако се расфрлува кон страните и добро се аерира со воздухот кој доаѓа. Значи, покомплексно е тоа, не е баш така, но ова е нешто општо што можам да објаснам. Значи, не мораме ние да навлегуваме во некои детали како се тоа работи. Само ќе спомнеме дека има, освен што има термометар која мери температурата, па носи ладна вода, има и нешто што се нарекува алкограф, што е всушност како термометар, но мери концентрација на алкохол. Така што кога концентрацијата, односно процентот на алкохол ќе опадне под вакво 0,2%,
Кога ќе се случи тоа, 1/3 од оцетот што веќе се добил се отстранува. Така значи кога ќе опадне алкохолот, односно етанолот, поточно, под 0,2%, се вади 1/3 од оцетот во ред, а се додава 1/3 сега од, нели, кој да е субстрат од некој алкохолен пијалок, да речеме вино. Во ред, значи секој пат кога ќе опаде 0,2 се вади оцет, се става вино и така натаму. И овој вид на ацетатор е многу поефикасен од претходните, може да се добие многу поголема продукција, поголем принос, поефикасно е, имаме поголем квалитет, исто може да се премине од еден вид на оцет на друг многу едноставно. И најголем проблем е тоа да се троши многу енергија и некогаш може да се случи, нели, ако снема струја или нешто, да ти изумре целата култура, бидејќи сепак потребно е, нели, да се врти многу брзо мешалката и многу добро да се аерира. Така што и кратко губење на струја така може да резултира со цело губење на целосниот продукт. Сега треба да се фрли од почеток да се почне. Постојат и овие направи кои се нарекуваат кавитатор и кула ферментатор. Значи ова лево е кавитатор и тоа е нешто што се користело за третирање на отпадни води, значи комунални води и слично, додека ова десно е кула ферментатор кој главно се користи за производство на вино и пиво, но може да се приспособи за производство на оцет. Имаат некои спецификации во кои нема да навлегуваме. Сега, само да спомнеме дека од кога ќе се произведе оцетов, тој треба да помине процес на прочистување на некој начин, односно филтрирање, каде што всушност поминува низ различни филтри, поминува главно низ диатомејска земја се пушта, така што со цел да се добие почист оцет, така да не биде матен. Зашто обично кога се користи например сумерзниот метод, оцетот кој се добива е поматен, бидејќи има повеќе бактерии кои се задржуваат, додека со овој методов на процедување, голем дел од бактериите всушност се задржуваат во овие гранчињата од бреза или гранчињата од гроздови што беа. Кај сумерзниот, веќе имаме многу повеќе бактерии, веќе се одвива во водена средина, може многу повеќе да пораснат бактериите. Имаме многу повеќе во крајниот продукт и затоа е поматен тој оцет, додека овој другиот е побистар. Но како и да е, како што реков, сега немам место каде да пишувам, се филтрира со помош на диатомејска земја, така значи имаме диатомејска земја, поминува оцетот и се добива по-чист, по-бистар оцет. И од кога ќе помине тоа, се пастеризира, слично како млекото, значи температура, ајде само вака запишаме, оцет, по-бистар, оцет, па иде на пастеризација која е од прилика 60 до 65 степени за многу краток временски период, од околу 30 минути. Така, значи 60 до 65, тоа не е до толку краток, за време од 30 минути, и на тој начин се на некој начин стерилизира, нормално не целосно, сепак е пастеризација, и потоа нели се става во посебни садови, односно во пластични шишиња или стаклени шишиња, нели, зависно од кој бренд купуваме. А ако сакаме да го концентрираме, се прави, всушност се мрзне, па се центрифугира и се прави, има посебна постапка каде што се добива концентрат. И тоа е главно се што требаше да спомнам за продукција на оцет. Нормално има многу повеќе, ова е некоја си основа која треба да имате ако сакате да читате литература понатаму. Значи ова е основниот дел за производството на оцет. И тоа беше се за ова видео, ќе се видиме во наредното видео. Довидување.